Драги мои македонци и сите добронамерни другарчињата, бугарчиња ми испратили уште една честитка за празници. Толку многу се занимаваат со мене што почнаа мозолчиња како на пубертетлија да ми излегуваат од нив. Но тоа не е толку страшно кога како јавна личност една група на луѓе кои се чувствуваат бугари те следи постојано, те пријавува, те клевети. Нормално е секој македонец да име трн во окото, страшно е кога твојата квислиншка влада дозволува тоа да се случува во твојата собствена држава каде што си роден, на сите граѓани вклучувајќи ми мене. Тоа е најстрашното, што оваа квислиншка власт дозволува во вашата собствена држава агентури и пети колони на странски држави да ве малтретираат, прогонуваат, клеветат, тужакаат, праќаат по судови, преставки по не знам какви комисии за дискриминација и така натаму, затоа сега вака. Пренесете го статусов на комисијава за спречување дискриминација, дека освен еден лист со така нареченото барање за изјаснување, без малку орвеловски документ, во пликото што ми го пратиле до мене, нема ништо друго, никаков доказ, не баре се Господ, па им се верува на зборот. Значи јас немам на што да одговорам. Зашто уствари тама некоја организација, здружение кој се нарекува Дело и кој што прогонува десетина македонци затоа што не им се допаѓаат нашите ставови против шовинистичката влада во Софија, постојано не вознемируваат. Вознемируваат константно со представки, поплаки, како се нели тие навредени, повредени, како тие се тие кои што се на не знам каков начин допрени, чепнати, нели од нашите промакедонски ставови. Сега, високопрофесионално и нетенценциозно сте заборавиле во пликото да ги ставите нивните поплаки на ова бугарскава здружение и целата нивна беда и целата нивна подмолност и примитивизам. Не знам комисија на основа на што да ви одговорам. Да гледам на графчиња или да се јавам кај Милан Тарот да ми каже зашто сум набеден овој пат од нив. Сте заборавиле да го ставите нивните поплаки и ебига. Се дешава уместенки, тоа обично да се заборави, а да се пријави како да е ставено. Истовремено ги повикувам државните органи, обвинителството да ја испитаат работата на ова здружение Дело, да проверат со што се занимаваат, со кого и зошто и од каде добиваат пари за нивните активности. Може и службите да проверат исто, ако се уште работат за Македонија и за македонскиот народ. Изгледа е време и некој да попие тужба за вознемирување, па да мора да се истопори соматичен број и транзакциона сметка, а за тоа што не ми стигаат нивните честитки на домашна адреса туку во Драмски театар, па цел театар знае кој и зошто ме прогонува, и за тоа ќе разговараме. Не дека колегиве не знаат што правите, туку намерно го правите тој притисок и девалвација на мојата личност. Ке ми објасните каде се можам да ги пријавам за вознемирување, например, може ли и во полиција да ги пријавам? Ако може, таму ќе одам што побрзо. Ние како македонци треба да прифатиме дека речиси сите преродбеници и револуционери, целата организација ТМОРО ВМРО заедно со Гоце Делчев, Дамјан Груев, Тодор Александров, како и левичарите, како Панко Брашнаров, Методија Шаторов, Шарло и други се чувствувале и идентификувале како бугари, а својот мајчин јазик го нарекувале бугарски. А за предходната историја па да не зборам, таа веќе ја шитнале овие од комисијава за не знам колку пари тамо, појма неам, така се зборува, така баре ми пишува, нели, по некои медиуми. Еве и тука ги пријавувам во јавноста, да знае јавноста дека кога ќе завршат со нас што се буниме, ќе дојдат и по вас што молчите, тоа да го знаете дека е секогаш така. Пренесете им го статусов на комисијата за спречување дискриминација и прашајте ги до кога ќе бидат алатка на петата колона и разни агентури за прогон на македонците. А јас да си ја објаснам бугарската преговарачка рамка за Европска Унија пред која сме поставени, која СДС и ДУИ со петни жили не убедуваат да ја реализираме со внесување во уставот на бугарите без никаков реципроцитет.
Истото да важи за поголемиот дел од населението на географскиот регион Македонија допред неполн век, односно да прифатиме дека сите наши баби и дедовци биле бугари и говореле мајчин бугарски јазик, дека ние современите македонци сме дивоградба, поречиси 80 години манипулации и фалсификати на историските наративи во Македонија под југословенско влијание и дека сме наводна измислица на србокомунизмот, а со тоа покрај себе да ги изгубиме единствените пријатели во последните години србите. Дека е направена насилна промена на бугарскиот идентитет со цел на градење на модерен македонски идентитет, главно базиран на омраза кон бугарите. Тоа го зборат нели бугарите, дека ние македонците сме виновни за бугарското вето за ЕУ и нивните рамковни позиции и декларации со цел запирање на евроинтегративниот процес, но и за тензиите во Македонија против Бугарија и бугарите. Секогаш сме ние виновните, тие се француските невини собарки. Потоа да ги стават 150.000 македонци со бугарско државјанство пред свршен чин со уцени и повлегување во уставот, овие, иако ги земале пасошите од економски причини поради економските европски условувања низ годините, истите да потврдат дека се бугари со докажано бугарско потекло и бугарска самосвест и да се попишат во Македонија како бугари со корекција на пописот од 2021, нормално со фалсификат асистенција на сегашнава власт. Сите македонци кои што ќе одбијат да бидат објавени како бугари да бидат судени и замолчени, доколку се пројави некаква активност против Бугарија и незината историја, бугарското државништво да им се одземе, иако за тоа има пропишано сосема други европски критериуми, но ова е веќе видено како формат со Преспанскиот договор на кој му кумуваше токму таа Европа, во кој зборот македонски е избришен од сите установи во Македонија, како и македонскиот идентитет, употребата на македонското национално знаме. Бришењето на македонството продолжува со промена на личните документи без законска основа, со цел да работи временскиот фактор и младите генерации комплетно да ги заборават по името македонски зборот Македонија. За влез во ЕУ, бугарите ќе прифатат само дека современиот македонски идентитет и јазик го создале Тито и Коминтерната, и тие не се проблем за никој во Бугарија, но со активностите слично на Грција, тие потоа нема ни нив да ги признаваат. И се ќе ословуваат како западно-бугарски дијалекти западни бугари, западна Бугарија, играјќи како грците на двете карти, на картата на времето и на картата на домашните квислинзи, желдин за моќи пари и лагата за влез во ЕУ. Ако ова не е вистина, кажете, а ве молам вашата вистина, но аргументирана, затоа што секој збор горе е политички правно одмерен и проверен и потврден од досегашните постапки и документи. Поздрав од мене, толку. Абе, у факинг Скопје, уште по факинг дебар мало, купен стан од 43 квадрати е 120.000 евра. Ви се молам. Абе, можно ли е да сте толку глупи? Всушност, се прашувам, кој е овде полуд? Овој што продал стан од 43 квадрати за 120.000 евра или овој што купил стан за 120.000 евра? У факинг Скопје, у факинг дебар мало. Кај што луѓето кои ќе искочат на тераса си дишат у врат од другата страна тој комшијата што е у зграда, си гледаат у купатило кој се бања. Она девојчено што пред неколку дена објави дека во Њујорк можеш да купиш 2 стана од по 60 квадрата за тие пари, сега сигурно добила напад на икање која разбрала за дебар мало. Еј, стварно, станов кај се наоѓа, у кој дел на дебар мало? Во оној кај морето со поглед на светилникот со шеталиштето долу кај што има палми, мир и тишина. А? Еј, ондека кај она кај лежалкана што гледа кај што лежи Джей Ло у бикини. А? Таму е станот. Жими Ашимов е таму. Станот е во дебар мало кај што со комшијата, како што реков, преку тераса си подавате црвен пипер, купус зелка, кисели краставички, додека другиот комшија ви гледа у спалната, додека клецката жена ви, нели, или швалерката, нели. И тоа е истото на дебар мало кај што нема паркинг ни за лек, кај што се дера цела ноќ и брмчат со мотори со пробушени ауспуси, кај што мириса на чорба до 12 саат, па на кебапи до 6, па на пржена риба до полноќ. Станот е инаку all inclusive. И мирис и укус, таман за 120.000 евра, 43 квадрата, 120.000 евра. 120.000 евра за голубарник.
со голубите горе. Ти си колваш вака со голубите. Ало бе, на Менхетен ли продавате станови бе? Не е нормални едни бе. Абе не е нормални бе. Во Хонолулу ке најдам поевтин стан бе. Марбелја додам ке најдам поевтин стан на само море. На Копакабана ке најдам поевтин бе. Од озгора ке си го гледам овој Ромарио Роналдо како игра тутоа песокот, мал фудбал. Бе, ало, да имам пари, да имам многу пари. И да купам стан од 120.000 евра у fucking Дебармало. Треба да сум ретардиран, малоумен. Треба да ми диши главата. Јебало вас Дебармало. За да купиш стан од 43 квадрата по цена од 120.000 евра, треба да не си го мрднал ташакот за тие пари бе. А си црнчал 12 сата дневно во некој скапан погон. А ако си црнчал пак 12 сати дневно во некој скапан погон, немало да ти падне на памет ваква глупост. Ама ако ти искаширале господава на власт со по некој тендер со народни пари, си викаш, па добро бе, шо побргу дај да ги затворам парите во стан на туѓо име, за да не јадам нели бајбо као секретар на влада, па да морам да ги враќам нели у кеш. Вака нека го најдат станот ако можат. Ама пак бе, зашто го купува во Дебармало? Искто толку брзо може да ги потроши ако купи не знам стан, што знам, у Парелија, у Платамона, Тропам, Скијатос, на Миконос. Па да почувствува и некои други убавени, телесни, освен тоа што емотивно се задоволил кога си го купил станот. А Миконос плаче за такви емотивно-психички, телесни убавени. А тој што го продавал, тој стан знае дека има гуски, ќурки, овци. Си вика, док биде ќурана, ке има и добар подварок. И тој ја направил зградана со 300 далавери и пари од чесен бизнис Жими Ашимов. И сега добро ги подзапарал ова парички бе. Еднаш констатиравме заедно со стручњаците за корупција дека корупцијата е таму кај што нема логика и пазарна цена. Ако автопатот е 1.300 милиони, а истиот во друга земја само 300 милиони, тоа по некоја логика значи дека овде некој краде. Дека овде некој е корумпиран. Затоа оние што продаваат си нашле овци во овие што купуваат. Или на волците и на овците нели им одговара. Во секој случај парите не ќе да се нивни. Мислам во моментов се нивни, ама како ги стекнале тоа само во нормална држава се сознава, не во ваква како оваа Козоебина. Во оваа нашава јог бурда јавашлук и јарамилак. Погледнете го само пазарот на недвижнини, иако има преку 80.000 слободни нови станови, се продолжува да се гради и да растат цените. Што значи тоа бе? Тоа значи озаконување на нелегално стекнатите пари. И перење на пари? Кај нас никој не проверува од каде влегуваат поземниците на градежните фирми или каков е капиталот во странските фирми кои се јавуваат како инвеститори. Да се проверува парите и личностите, немаше Македонија да биде Елдорадо за сите што сакаат нелегални пари да претворат во згради, а потоа некои овци ќе купат станови по 2000 евра квадрат со легални пари од кредити, ќе се задолжат во наредните 100 години, а господава граđевинци ќе се ги вртат парите и ќе направат огромен профит. Профитот ќе остане за следните згради од по 25-30 ката наместо нели на зеленило, а поземниците ќе ги обелаат, ќе си ги вратат. Нели, повеќе тие не се пари од тендери, од бело, од криминал, тоа се чисти пари. Некој вели градежна мафија. Ако се пресмета колкав е бројот на политичари што се во градежниот бизнис со сеуслужните фирми на нивните деца, слободно може да го носи називот политичко-градежна мафија. Прашањето е, дали има спас? Има. Оној момент, кога корупцијата ќе се намали на мал процент, ќе се намалат и изворите на црни пари кои ќе може да бидат шприцани во градежништвото. Тогаш ќе мора да се гради со бели пари заработени од честна работа. Тогаш ќе паднат цените. Да, и ќе заборев. И кога ќе се оданочат,
бројот на становите во собственост на едно лице или на една фирма. Ако не ги продаде за година-две, данокот дупло. За 2 години данокот дупло. Па слободно нека ги чува како капитал. Вака, само бандитизам и арамила. Ке сакате да ви останат младите генерации тука, па кога тие млади ќе се вработат, ќе направат семејство и ќе си купат дом, кога треба да издвојат 120.000 евра за 43 квадрата. А јас не верувам дека во 43 квадрата има детска соба. Добре, ако има и купатило, ако не се бањаат во умивалник, за тие пари толку, која бандитска држава сме, не ми се веруе. Драги мои, единствената добра работа во глобализацијава е што моево шоу во моментот го гледа некој македонец во Австралија, додека ја коси тревата. Некој македонец во Аљаска со летни патиги, некоја македонка во Финска додека седи во сауна и се препотуе онака под мишки, нали, што ме гледа мене, се препотуе. Ова солен салеп, како беше тоа, не е бит. Ова, потоа може да ме гледаат и македонците у Швицарска, македонците у Шикаго, потоа овие кои избеганиве од законот во Бразил и Аргентина, а пред некое време ми пише и првиот македонец на Антарктикот во научната експедиција на Руската Федерација и на Кина. Не се секирајте, не е нашиот научник, боже, пази да беше научник, немаше ни да го спомнам, бе. Абе, ние не поднесуваме органски научници, бе. Научник, имаме достоинство како народ, бе, научници се нижа раса, бе. Не се, овој, не се секирајте, нашиот не е научник, значи со купена диплома, само до кувар на логорот нели стигнал, го викнале граф да прави со љута кобасица, тоа, тука може се покажал, не се, гледам ја така пред некој ден утакмици на фудбалски репрезентации и ми падна нешто за око. Го гледам оној Демек нашиот Кулушевски како гордо застанал и ја пее химната на Шведска. И тоа на шведски, бе, Еј, Кулушевски македонец ја пее химнава на шведски. Кулушевски се презива. И на шведски ја пее се дере ко Павароти, вака тука му се напнале жиливе, бе. Потоа го гледам оној турчинон Гундоган, како со кејф ја пее химната на Германија, бе. Еј, Гундоган се вика. Од турки и пее тамо. Deutschland, Deutschland, über alles. Еј, турчинот ја пее, па оној Хрватон Пуличич, како се вика, со цело срце ја пее американската химна. Па тој Мбапе, од Адо што ја пее таа француската Марселјеза. Јана Жозефина, солен салеп ова. Целата приказна од Марселјезата, крв до колена, бе, ова, она, солен салеп, лета, фуче, ама Мбапе ја пее, бе, до крај, бе. Иако татко му е од Камерун, мајка му алжирка, и така стотици играчи со чисто и честно срце и душа си ги пеат химните на своите репрезентации. И од надпревар на надпревар стигнав до нашата македонска фудбалска репрезентација и пеењето химна. Еј, тука имаш изненадување. Таму ги гледаш на химната, пола пеат, пола не ја пеат. Додуша од овие пола што не ја пеат 2-3 лика прв пат ги гледам. А како станале репрезентативци, веројатно само селекторот и председателот на ФФМ знаат, веројатно се донесени по балансирот или по некој ранковен и дури сега почнуваат нели работа со топка, оние први чекори, жонглирање, подавање вама тамо. А за сега е сигурно дека имаат по 2 леви нозе и не им работи компасот. Другото ќе оштелуваат додека примаме голови. Ало бре, фудбалски репрезентативци. Кога селекторот ве повикува во репрезентацијата, тој не го прави тоа затоа што сте на мајка убави или дека сте големи фудбалери џанам, туку со понуда да ја представувате својата земја, да бидете нејзини репрезенти, нејзиниот најдобар дел во тој спорт, кремот од тој спорт. Со самото прифаќање влегувате во клубот на славните, каде имате 100 бенефиции и шанси да се продадете подобро во светот и да го решите своето животно прашање, да остварите големи кариери ако ве бива. Да си репрезентативец на една земја, значи дека си во одбрано друштво на 10.000 фудбалери од сите земји на светот во моментот. Од 9 милиарди луѓе ти си представник на својата држава.
И ти како репрезентативец излегуваш на фудбалскиот терен и наместо да отпееш химната гордо, како некоја стара баба даваш тука некои политички аргументи зашто не ја пееш химната. Као и да не си фудбалер, ни сам не ги разбираш тие аргументи што ги кажуваш. Ама така ти кажале дека химната не ги одржувала и твоите права, нели, твојот етнос. Ало бе, химната на една земја настанува во одредена историска ситуација и може да нема врска во текстот со правата и обврските на сегашните или идните заедници, нивниот број или име и други глупости наметнати од апашките политички гарнитури. Многу од химните дури не се ни напишани од луѓе припадници на таа нација. Например, музиката на албанската химна, химна на знамето е извадена од романска патриотска песна. На нашето знаме пишува Унија. Така се вика песната, компонирана од романецот Ципријан Порумбеску. Текстот е многу сличен до оригиналниот романски текст на авторот. Тоа значи дека химните се создадени за државите, а доколку и служиш на државата и на незината репрезентација, ќе ја пееш незината химна. Просто е како граф. И тоа сите спортисти во светот го знаат. Ако не пееше, не лапај само бенефиции, туку не доаѓај. Не доаѓај. Кого нема и без него се може. Не ти се пее химната у реду, ама не доаѓај, не ни играј за репрезентација. Многу е просто. Зашто доаѓаш тогаш да ја представуваш земјата за која играш, а не кеш химната да ја пееш? Бидејќи не постои играч од македонската репрезентација која зема топката во својот 16-сетник, дрибла 11 играчи и дава гол, па затоа има попуст да не ја пее химната, дека игра тако фудбал. Секој е заменлив, бе. И да си најголемат звезда, ако не си представник на својата земја, оди играј за друга земја, бе, тоа е твој избор. Никој не ти брани. Не може народот да те сака, да те воспева, да се продадеш за милионска сума, а да не знаеш јазик и да не ја пееш химната. Че тука се криви у фудбалската федерација, бе. Треба да ги казнуваат додека не ја сите тие што не ја пеат химната, националната химна пред спортски настан. Тоа филозофиите на Касами и останатите, нели, влошки за кондури не ви се изговор, затоа што вие како спортисти секогаш вредите 100 пати повеќе од политичарите. И тој што ќе ви замери дека ја пеете химната всушност ви е љубоморен, би дал се да е на ваше место, да излезе на Вембли со своите 11 колеги од репрезентацијата и пред 80.000 или 100.000 гледачи да се свири неговата химна и тој да ја пее. Затоа не глумете лудило дека сте големи албанци ако не ја пеете македонската химна. Репрезентацијата и државата се светост. Спортистите остануваат пишани со златни букви ако се коректни и воспитани. Политичарите е познато е дека се говна. Народот плаќа карти, доаѓа на стадион да ве бодри и искрено ве сака. Политичарите со гратиси доаѓаат да се сликаат за да можат утре да го излажат истиот тој народ. Се сликале со вас, нели, поени политички пиар вама таму. Вие како спортисти сте со народот, затоа не ги слушајте, сите се бориме за една држава, се вика Македонија, кога ќе ни биде се надевам подобро, без овие, нели, апашки политички гарнитури. Толку треба да се знае.